председателските, а господинот Стиво Пендаровски сега кој поддржан од вас. Прашањето ми е, има прозивки од страна на опозицијата за вас лично дека не присуствувате на митинзите каде што господинот Пендаровски оди. Па дали е ова дел од вашата стратегија, како ќе одговорите на овие прозивки, и дали сметате дека треба да има дуел помеѓу Мицкоски и Пендаровски како што председателот бара? Прво, јас се следам што се случува. Председателот Пендаровски ќе биде победничкиот кандидат на овие председателски избори, тоа веќе на сите им е јасно, и затоа и таква и нервозата во таборот на нашите политички конкуренти. Ние присуствуваме на митинзите на председателот Пендаровски согласно со изборните единици во кои што секој кандидат за пратеник е определен. Значи, вие бевте сведоци дека кога тој беше на митингот во аеродром и во Кисела вода, јас дури имав и своји обраќања. Фатмир Битичи е присутен на митинзите кои што се одржуваат во изборна единица 2, другите кандидати за пратеници во другите изборни единици. Утре ќе биде председателот Пендаровски во Карпош и во Центар. Дали ја ќе имам обраќање, тоа зависи од верификацијата на листите за кандидати за пратеници и усогласеноста со парламентарните избори, со законот за избори во однос на парламентарните избори, дали имате право или немате, согласно тоа дали се регистрирани листите. Меѓутоа, председателот Пендаровски апсолутно може самостојно да ја образложи својата програма. Тој тоа може да го направи на најдобар начин, бидејќи 5 години успешно извршуваше функцијата председател на државата. Има многу јасен план и многу јасна програма за тоа каде треба Македонија да се движи во наредните 5 години. Тоа е за разлика од неговиот против кандидат кој што нема програма, ние не можеме уште да ја прочитаме или да ја најдеме. И председателот Пендаровски ја дели истата визија како Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Вие гледате кога ќе ги видите неговите говори, кога ќе ги видите моите говори во делот на стратешките правци на државата. Нема никаква разлика. Тоа е членство на Македонија во Европската унија, продолжување на реформите во сите области кои што ги загрижуваат и кои што се од интерес за граѓаните, во делот на владењето на правото, во делот на борбата против корупцијата, во делот на економијата, држава која што треба да има поголем стандард, и сметам дека председателот Пендаровски досега води една одлична позитивна кампања, од која што сум и јас дел, бидејќи во делот на моите дневни активности и јас сум вклучен заедно со другите кандидати за пратеници и другите партиски активисти во промоцијата и на кандидатот и на неговата програма. Што се однесува до телевизиските дуели, јас и председателот на ВМРО ДПМН имавме телевизиски дуел. Сметам дека председателските кандидати треба да имаат своји телевизиски дуели доколку тоа им го дозволува времето и доколку сакаат да имаат, бидејќи кога добивме покана јас и господинот Мицкоски да имавме дуел, ние имавме дуел 3 сати. Траеше дуелот, имаше одлична гледаност, по она што можев да го видам од рейтинзите на тој ден на телевизиите. Во однос на тоа, гледам, има цел еден сет на изјави кои што се даваат во однос на тоа кој со кого требало да има дуел. Прво, дали ќе има, мислам дека председателот Пендаровски е супериорен во однос на другите председателски кандидати и затоа и веројатно нема дуели колку што можам да видам. Втората работа, видов една изјава на председателот на ВМРО ДПМН дека Пендаровски можел да има со него изјава, ама кога ќе стане председател на СДСМ. Гледате, многу полесно се станува председател на ВМРО ДПМН, затоа што за да станете председател на СДСМ треба да одите на гласање непосредно од страна на сите членови. И јас сум избран со над 40.000 гласови, така Фатмир? 42.000 гласови, додека во ВМРО ДПМН можете да станете председател во сала во Фолкфест Валандово со 400 делегати, ќе ви ги пишат на списот, така да таму веројатно многу полесно се станува председател на партија. Исто така слушам една изјава која што се однесува на тоа дека некои мои партиски другари кои што се спремале да ме заменат овде,
Исто така и тоа сакам да го прокоментирам, бидејќи е дел од јавниот дискусија, политичка дискусија. Прво, тие кои што ги споменува председателот на ВМРО ДПМН, од мене веќе изгубиле на изборите во СДСМ со над 35.000 гласови и за тоа што ќе се случува во СДСМ после било кој конгрес, кои што се редовни согласно статут, тоа одлучуваат членовите на партијата на непосредно гласање, какво што го нема ниту една друга политичка партија. Она што јас можам да ви го кажам како наша политичка прогноза и реална прогноза според истражувањата на јавното мислење, не она што го гледаме, а зашто веќе цела држава знае како се прави на националниот сервис, е победа на председателот Пендаровски во вториот круг на председателските избори и победа на коалицијата за европска иднина и формирање на нова проевропска влада на Македонија по парламентарните избори на 8 мај. Може. Гледајте, прво, мене може да ми се јават кога ќе седнат и кога ќе соберат храброст сите да донесат одлуки за важни за еднината на државата. Бидејќи јас, мојот став, веќе сум го искажал со ставање на мој подпис на уставните измени кои што се поднесени во собранието. Ние преговаравме долго со Бугарија, со Франција, со други земји членки на Европската Унија, имавме помош од земји стратешки партнери наши и успеавме да испреговараме преговарачка рамка во која што имаме чист македонски јазик, имаме заштитен македонски идентитет и македонска култура, ги отпочнавме преговорите со Европската Унија и ја завршивме скрининг фазата. Втората меѓувладина конференција ќе биде одржана без никакви услови и без никакви дополнителни закажувања, штом ги завршиме уставните измени, заради вклучување на други делови од народи во нашиот устав, вклучително и на бугарскиот народ, и сметам дека тоа треба да се направи. Еднаш за секогаш треба да постои документ во кој што јасно се диференцираат македонски од бугарски граѓани и конечно да падне во вода старата ВМРО-вска теза дека тоа е еден народ кој што живее во две држави. Напротив, со ова паѓа ВМРО-вската теза во вода и ќе имаме македонци и ќе имаме дел од бугарски народ кој што живее во Македонија. Колку се тие, тоа е определено согласно со пописот и така како што се попишале граѓаните во Македонија, исто како што се попишуваат и македонците, и албанците, и србите, и власите, и бошњаците, и ромите, и сите други кои што живеат во нашата држава. И откако ќе соберат храброст, овие што немаат храброст, тогаш може да ме викнат мене, за да, кој ќе влеземе во собрание, пак им го презентирам тоа кое што е направено од страна на врвни уставни експерти, бивши уставни суди и така натаму, и да седнеме сите заедно да го изгласаме во собранието. Ако сакаат да присуствувам на состанокот, ја ќе присуствувам на состанокот, меѓутоа мојот став е многу јасен, ставот на Социјалдемократскиот сојуз е многу јасен, исто како што имавме многу јасен став кога влегувавме во Обединетите нации, истите што тога немаат храброст и сега немаат храброст, исто како што имавме јасен став при влегувањето во НАТО, иштите што тогаш немаа храброст и сега немаат храброст, и исто како што имавме јасен став при прифаќањето на европската преговарачка рамка, отпочнувањето на преговорите и отпочнувањето на процесот на уставни измени. Што се однесува до мене, уставните измени може да ги гласаме денес, може да ги гласаме утре, може да ги гласаме задутре, може да ги гласаме пред формирање на влада, по формирање на влада, на исти ден со формирање на влада, во 12 на пладне, во 12 на вечер, 3 попладне, 3 сабајле, како ќе кажат така. Фатмир, Филип, јас, Сања, Оливер, Љупчо, Миле, сите сме спремни тоа да се заврши и Северна Македонија конечно да ги отвори сите поглавја, веќе 2 се спремни и за затварање, бидејќи ги имаме исполнето сите услови, извештаите за првите 2 кластера се пристигнати, 3 патокази ги испорачавме во Брисел, Македонија е подготвена да ги води, да ги заврши преговорите и да стане земја членка на Европска унија.
Сега зависи од одлучност и храброст. Од ништо друго не зависи и затоа нашиот слоган е таков како што заслужува Македонија. Одлучно и храбро и нема откажување од иднината. Ви благодарам. Господин Ковачевски, како ја оценувате досега изборната кампања? Рековте дека е позитивна она на Пендаровски, меѓутоа генерална оценка досега и дали очекувате засилување на онаа црна кампања до сега? Па гледайте, прво она што можам да го кажам е дека кампањата е генерално позитивна. Јас ги следам сите говори на председателот Пендаровски, не видов напад кон никого. Сметам дека треба да се задржи нивото на политичка култура. Мислам дека кога разговараат политичари, треба да разговараат на база на факти и на база на аргументи. Секој има своји политички ставови, легитимно. Ние ги презентираме нашите политички ставови, другите политички партии ги презентираат своите политички ставови. Меѓутоа треба да се задржи нивото. Мислам дека до сега имаме едно, вие најдобро можете да дадете оценка како медиуми, бидејќи со години ги следите изборите. Мислам дека имаме одредено коректно ниво на комуникација помеѓу претендентите за претседателската функција, кои што оваа година ги имаме во најголем број. Ви благодарам. Господин Ковачевски, Да. да се надоврзам на кампањата, председателот Пендаровски вели дека следвата со АСАФ и ИСИН го организирале Социјалдемократската партија. Вие одбивате да кажете дали го познавате овој човек, дали не го познавате, пак кажете ми дали тоа значи дека вие не знаете што се случува во вашата партија или дали кажете дали е вистина, можеби лаже Пендаровски дека вие сте организирале? Не, чекајте сега да ви кажам. Ја прво имам одговора на ова прашање. Во време на избори, голем број на консултантски куќи за политички маркетинг ги нудат своите услуги на различни политички партии и секако дека за да некој ви понуди некаква услуга, за тоа мора да постои разговор. Во однос на тоа кој до сега на мене ми ја работи комуникацијата, тоа се луѓе вработени тука. Едниот е Александар и уште две млади дами кои што се занимаваат со социјалните медиуми. Бијана и уште една особа. Во однос на тоа кој ќе биде избран да ја води кампањата во делот на осмислување и така натаму за парламентарните избори, тоа е одлука на штабот и тоа се прави откако ќе бидат верификувани листите и откако ќе отпочнат изборите. И нормално дека сите оние кои што работеле во кампањата, без разлика дали се тоа консултантски куќи и продукцијски куќи од Македонија или од странство, согласно закон, тие ќе бидат регулирани со договори и поднесени во финансиските извештаи на партијата, кои што подлежат на ревизија. Така да, во овој момент, тоа можам да ви одговорам, а откако ќе заврши се, со договорите ќе биде јасно кој работел, што работел, колку тоа чинело и што сработел на крајот на денот. За крај само уште ја оставам. Господин Ковачевски, Freedom House извешта, прочитавте нешто дел. Да, го прочитав. Недоволно борба со корупција, критика за измените на КЗ и обструкции од опозицијата. Ваш коментар? Па, гледате, кога ќе кажам јас дека го разбирам разочарувањето на граѓаните, тогаш и го мислам тоа. И јас го делам тоа разочарување. Јас работев во услови на, како премиер, во услови на голема економска криза и сите напори доминантно беа насочени кон обезбедување на услови за задржување на животниот стандард и помош на компаниите заради задржување на нивната ликвидност. И се потврди дека тоа сме го направиле добро според последниот извештај на Светската банка. Сме го направиле навистина добро. Ова што го кажува Freedom House не е ново за никого. Затоа во нашата изборна програма има многу јасни мерки кои што на многу нема да им се допаднат. 41. Јас на националната телевизија, каде што имаше соочување со лидерот на опозицијата, документот го покажав кој што е интегрално составен во програмата, изборната програма на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. 40 мерки кои што се резултат на оценската мисија на Европската унија, оценска мисија која што јас ја ме барал како претседател на влада, затоа што најдобро е кога некој независен со големо искуство ќе го оцени работењето
на институциите од кои што граѓаните се апсолутно незадоволни. Задоволството од правосудната од правосудниот сектор кај нас на граѓаните е 2%, така нешто, 2 или 3%. Тоа и Freedom House го нотира. Затоа има 40 мерки за кои што се потребни законски и уставни измени и уште една мерка ветинг во правосудството и ветинг кај политичарите, бидејќи не можат само тие да бидат избегнати, меѓутоа и кај други актери во јавниот живот, со оглед на тоа дека и тие се јавуваат како страни кои што влијаат во правосудниот систем. И на тој начин ќе имаме една реална проценка на кадрите, реална проценка на системот. Албанија тоа го направи и го направи низ еден долг процес, кој што сметам дека даде позитивни резултати. Грешка беше во 2017 година, тоа со Фатмир денес разговаравме, што тогашната влада мислам прелесно го прифати мислењето на Европската Унија дека не треба да се прави ветинг во Македонија заради негативното искуство во Албанија. Меѓутоа, денес кога ќе видам во Албанија, мислам дека тоа искуство е позитивно. И затоа прва работа ќе биде ветинг и 40 други мерки кои што се јасно наведени. За дел од нив треба, повторувам, законски измени, за една треба уставни измени.